Скопје е заглавено во урбанистички парадокси. Општина и инвеститор расправаат дали има или не дозвола за градба. Објекти на кале никнуваат и покрај тоа што тврдината е заштитена со закон. Двата примери најдобро ја отсликуваат немоќта на институциите да се справат со градежниот хаос. Старата чаршија, камениот мост, Скопското кале. Ова се главните символи на македонскиот главен град. Но се чини како никому да не му е важно што се случува на местата кои што представуваат чувари на нашата историја, култура и традиција. Калето низ вековите било градено, освојувано и уривано, преградувано. Но изминативе години, поради заспаноста на институциите, тука никнуваат објекти, како овој позади мене, ни помалку ни повеќе, во мароканско-андалузиски стил. Инвеститорот на објектот ми каса, успешно ја искористи заспаноста на институциите и фактот што немаше елаборат за ревалоризација на калето, па се стекнал со имотен лист преку легализација на бараки, процес што се одвивал во периодот од 2011 до 2014 година. Сето тоа помина под радарот на надлежните. Меѓу сите останати што се слам објекти наречи ги, тој направил таму. Ама све е тоа направено во некакви, да речам, легални рамки, кај што не реагирал никој, додека се работел елаборатот. Елаборатот може би требало да се изработи одма после истражувањето на калето, као завршница, и да се направи проекти за користење на калето. Тоа е редоследот на нештата, логичен, организационен и од некаква корист. Вака, ако го оставите долги години проблематично, знаете, се девастира и просторот што е истражен, а и околината. Верзија на елаборатот во која што се дефинираат зоните на заштита, денови бе стаса на разгледување во Управата за заштита на културното наследство, но останува да лебди прашањето која институција затаи и како никој не го биде објектот што се издигна крај тврдината. Општинските служби инспекцијски на теренот треба да знаат состојбата, затоа што таму сепак нешто се гради. Кога нешто се гради, они се први на увид на местото, без разлика дали е заштитена, контактна или незаштитена зона. До вас никој не пријавил во тој период? Не. Морам да кажам дека не пријавиле. Нашите одат интензивно нели по пријави во чаршијата, нешто се направило, подигнале, не знам дали во контактната или во заштитената, и они се интензивно таму. Меѓутоа, горе на калето, затоа што долги години е затворен. Таму знаете дека после истражувањето, па нешто имаше проблеми, знаеме сите, дека се изградива некакви објекти несоодветни таму, и тоа ќе биде понатаму прашање, затоа што тоа го решава и овој елаборат, што со тие објекти. Само прашај побара одговори од повеќе институции кој потврли. Од град Скопје ја префрлија топката на општинските инспектори, бидејќи надлежноста со децентрализацијата е во нивни раце. Чаир пак прстот го впери кон центар. Оттаму признаваат дека и со стариот и со новиот детален урбанистички план што е во фаза на изработка, на локацијата е предвидено зеленило. Но проблемот е што законот не забранува легализација на објекти во заштитено подрачје. Од центар тврдат дека инспекторите излегувале на терен, ама поради легализациите постапиле само за делови што одстапувале од габаритите. Законот за легализација дозволува легализирање на објекти и во заштитена зона и било каде, а потоа општината треба да ги експроприира. На општината не и се врзани рацете, туку треба да се донесе програма за експроприација, да го експроприира тој објект и да го претвори во парк согласно ДУП-от. Општина Центар има полни раце работа во делот на урбанизмот. Случајот кај Беко е помалку комплексен, но е подеднакво парадоксален. Ова градилиште се наоѓа во непосредна близина до полициската станица Беко и до собранието, македонскиот законодавен дом. Но и за тука има дилеми дали законите на вистина се почитуваат. Општината тврди дека инвеститорот нема градежна дозвола и му поднесе кривична пријава, а бизнисменот Стојменов го тврди спротивното, односно дека ги има сите потребни документи. Сега на тест обвинителството да покаже и докаже дека на вистина институциите функционираат. Лично ќе се борам да се сопре секаква градежна мафија во општината. Првиот човек на Центар, Саша Богдановиќ, тврди дека општината направила се што е во нејзина надлежност.
За истиот објект има донесено решение од страна на инспекцијските служби. По кинење на лентата се прави кривично дело за кое е поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство. Како градоначалник, целата документација ја предадов во ОЈО, а и на 2 пати дадов исказ. Општината постапи согласно сите законски прописи. Имаме одобрение за градење издадено уште 2016 година. Но инвеститорот Стојменов тврди дека има одобрение за градба, издадено уште во септември 2016. Според неговата верзија на приказната, во почеток паралелно се работело на новата и на поткробието на старата зграда, но поради нарушување на статиката се одлучиле да гурнат објектот и да почнат од почеток, кога и настанале проблемите за кои што тој го обвинува градоначалникот Богдановиќ. Си имаме ние документи, имаме одобрение за градба. Со законот не може да се одземе одобрението за градба ако самиот инвеститор не се откаже. Нема таква можност. И затоа си продолжува тоа да прави проблеми, али во јавноста. На терен вие кога видите тамо ние градиме. Ние градиме. Немаме ни ленти, ни забране, ни ова, ни овај. Он се обиде да каже дека ние правиме дивоградба. Донесе 3 решенија од инспекцијата негови дека градиме дивоградба. Сите 3 решенија од страна на негова градска инспекција беа поништени од Републичка инспекција за ова. Дозвола за доградба и надградба или нова дозвола за градба. Целиот случај е сега во обвинителството, кое треба да пресече дали Стојменов ќе го изгради хотелот ЦЦЦ Плаза на површина од 20.000 квадрати, 7 ката плюс 3 подземја. Предметот е во фаза на предистражна постапка. Надлежниот јавен обвинител интензивно постапува за прибирање на вербални и материјални докази со цел да се утврди фактичката состојба. Се очекува извештајот од наредено вештачење, пошто ќе биде донесена одлука за натамошното постапување. Случаите Кале и Беко само ја потврдуваат порозноста на македонскиот правен систем и инертноста на институциите, чие што непостапување отвора простор за урбанистичко дивење во главниот град на Македонија.